Večer, ovaj News Flash na Glasat na Amerika na makedonski, a ние продолжуваме со известување за состојбата во Хаити. А денес имаме и добри вести за дистрибуирање на помошта. Јас сум Лилица Китановска. Хуманитарни работници наведуваат дека пристига се поголема помош за погодените од минатонеделниот катастрофален земјотрес во Хаити, но подвлекуваат дека нејзиното распределување се уште оди бавно. Помошта засилено пристига во земјата со подобрување на патниот и водниот сообраќај. Извршниот директор на Светската програма за храна на Обединетите нации, Жозет Ширан, денес треба да пристигне во Хаити да изврши проценка на ситуацијата и да се сретне со владини и хуманитарни лица. А председателот Барак Обама за ТВ мрежата ABC изјави дека САД не можат да си дозволат да ги игнорираат неволите во Хаити. Обама воедно рече дека Вашингтон сака да избегне представа дека со хуманитарниот напор се обидува да преземе контрола врз Карипската земја. Од другите вести, за време на денешната посета на шефот на американската одбрана на Пакистан, пакистанската армија кажа дека нема да ја прошири офанзивата против милитантите во северозападните племенски области за 6 месеци до 1 година. Армискиот портпарол, генералот Атар Абас, рече дека на Пакистан му треба повеќе време да ги стабилизира постигнатите придобивки. Соединетите американски држави сакаат Пакистан да лансира офанзива во Северен Вазиристан, долж границата со Авганистан. Афганистански Талебан и милитанти поврзани со Ал-Каида ја користат областа како база за лансирање напади во Афганистан. Американската секретарка за домашна безбедност Дженет Наполитано денес се среќава со министрите за внатрешни работи на Европската унија во Шпанија, со кои разговара за начините да се подобри и зајакне безбедноста на аеродромите. Наполитано се очекува да се обиде да собере поддршка за инсталирање на скенери за целото тело на европските аеродроми. Неколку членки на Европската унија изразија загриженост за приватноста и ризици по здравието што ги носат скенерите. Со навршување на 1 година од председателствувањето на Обама се прават рекапитулации и анализи на постигнувањата. Денес се задржуваме на надворешната политика. По што ќе бидат запаметени Соединетите американски држави во оваа година со Обама на чело? Од самиот почеток, Обама и државната секретарка Хилари Клинтон ветуваа помирувачка надворешна политика. Зборувајќи веднаш по номинирањето, Клинтон вака ја објасни разликата со надворешната политика на председателот Џорџ Буш. Знаеме дека нашата безбедност, вредности и интереси не може да бидат заштитени и унапредени само со сила, ниту пак само од американците. Мора да водиме жива дипломатија со сите средства за да изградиме иднина со повеќе партнери и помалку непријатели. Така, Ричард Холбрук ја доби функцијата специјален представник за Пакистан и Авганистан. Поранешниот лидер на сенатското мнозинство, Џорџ Мичел, стана специјален пратеник за израелско-палестинскиот конфликт. Администрацијата стана полноправен учесник за прв пат во контакти на големите сили со Иран, а Стивен Босфорд беше испратен во Северна Кореја да се обиде да ги рестартира разговорите за рестурање на нуклеарната програма на таа држава. Но со ниедна од овие земји нема видлив напредок. Помошникот државен секретар Курт Кембел ја посети Бурма да влијае на пуштање на демократскиот лидер Ен Сан Су Чи, но таа се уште е во домашен притвор. Невозвраќањето на подадената рака на политиката на Обама предизвика критика од конзервативците кои го обвинуваат председателот за наивност. Со одлуката да испрати повеќе трупи во Авганистан, Обама алиенираше некои од поддржувачите кои да не го гледаа како на противник на војната во Ирак. Председателот одговори на критиките во обраќањето на Војната академија во Вест Поинт. Тој рече дека како врховен командант утврдил дека витален национален интерес за САД е да испратат дополнителни 30.000 американски трупи во Авганистан и вети дека по 18 месеци трупите ќе почнат да се враќаат дома. Инволвираноста на Обама во областа на климатските промени исто така не донесе резултат. Конференцијата во Копенхаген не продуцираше договор. Но многу аналитичари му даваат кредит на председателот што се зафатил со тешки прашања.
Тоа се фактите што ги бележат хроничарите, а еве како граѓаните на Вашингтон гледаат на надворешно-политичкото ангажирање на Обама. Прилогот е на Гоце Јановски. So I think so far he has followed through. Остана доследен на зборовите, не ескалираше ситуацијата со Иран. За Кореја тоа е таков хаос што не верувам дека некој би можел да направи подобро отколку што направи тој. Во други делови на светот го поправи нашиот имидж. Предпоставувам дека се движиме во правилна насока. Посакувам председателот да одлучуваше со неговото срце отколку со разумот. Така ќе направеше различни одлуки, но во глобала сме подобри отколку во времето на Буш. I think he has weakened American policy abroad. Ја ослабна американската надворешна политика. Отвори врата за диктатурите да чувствуваат дека можат да продолжат со својата политика отколку да бидат под контрола. Загрижена сум за нуклеарната пролиферација. Мислам дека треба да постигнеме јасен консензус со сојузниците за да знаат непријателите на што стоиме, која е нашата црвена линија. Тоа се тешки предизвици. Промената е дека навидум посветува големо размислување и грижа на одлуките. Потезите не се толку реактивни, туку повеќето во стилот како да ја задоволам политичката база, а да го направам правилното нешто. Мислам дека председателот Обама заврши добра работа, со оглед дека наследи мощна тешка ситуација. I largely disagree with the changes in the foreign policy. Во голем дел не се согласувам со промените во надворешната политика. Против сум нашиот председател да оди наоколу и да се извинува кога нашата земја има дадено повеќе помош за странство и повеќе пари за сиромашните земји од која и да е друга во историјата на светот. Разликата меѓу Обама и Буш е како ден и ноќ. Обама е човек на мирот. Не верува во вршење на инвазии на превентивна основа што беше политиката на владата на Буш, кога изврши инвазија на Ирак. Лично ми се допаѓа начинот на кој Обама се обидува да направи разлика во американската надворешна политика. Утре во Newsflash, Up in the Air, филм за човечката изолација во високотехнолошки времења. Тоа беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Ве поканувам да појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com, каде има многу повеќе информации. До гледање.